по однос на прашањето за чистењето на речното корито, почнавме една акција за чистење на речното корито од потегот од мостот на улицата Димо Наредникот кон железничкиот мост по Кејската улица 1 мај кај 9 септември. Тоа би завршило прво до железничкиот мост, а понатаму да се исчисти коритото, да се симне нивото до мостот на улицата Трајко Николовски. Со тоа почнуваме на некој начин подготвителни активности за она што го најавивме и во програмата за избориве, дека ќе се уредува речното корито, и ова е еден начин. Сега се случува заради тоа што имаше големи насипи, а тука е еден сериозен проблем со одводнувањето на улицата Димо Наредникот, и сметам дека со ова предизвикуваме, односно правиме подобро одводнување, одведување на атмосферските води и канализирање во коритото на градската река, и добива една друга димензија просторот кој што е на тој потек. А знаете дека пред неколку години при обилни врнежи од дожд беа доведени тие индивидуални стамбени згради кои што се наоѓаат на тој потек, затоа што Кејскиот ѕид токму тука завршува, и сметаме дека со симнувањето на нивото на коритото, дека дополнително ако би се случиле големи врнежи би намалиле на штета, односно би спречиле она што значи излевање на речното корито, и да, добива друга димензија, се ослободува од вегетацијата, и видовте, предпоставувам, сметавме дека треба прво да ја завршиме акцијата, па да ја на некој начин да го испромовираме она што сме го сработиле, да не види само во најава, туку прво да се сработи, па после да се информира јавноста дека еве сме сработиле нешто, да не биде само на празни зборови, туку прво да покажеме некое дело, па да информираме јавноста, и мислам дека би се случувало и во горниот тек, зависност од временските услови на северната страна, односно на влезот на градската река во градов, и од тој дел да се симне коритото, и да ја добиеме можеби попрецизна слика што треба да се планира и како треба дали треба воопшто да се доработува проектот кој што сега е во завршна фаза за уредување на коритото на градската река. Да ја завршиме оваа сега достапна за механизацијата површина која што може да се исчисти, а понатаму би продолжила акцијата со чистење на отпадот кој што се наоѓа во коритото на градската река. Упатувам апел до граѓаните, и еве уште еднаш да ги потсетиме дека отпадот кој што е кабаст и кој што е инертен има обезбедено материјални средства, и во секој четврток, ако секој граѓанин пријави, може да му биде подигнат од домот. Да не се случува големите и кабасти отпади да завршуваат во коритата и на Дабничкиот канал, и на реката, и во околината на Прилеп. Има обезбедено луѓе кои што работат на отстранување на овој отпад, и мислам дека треба и ова акција која што секојдневно, односно еднаш во неделата ја врши јавното комунално предпријатие, да ги потсетиме граѓаните, и дополнително оние кои што не се информирани, да ги информираме дека навистина во четврток можете да пријавите на телефоните на јавното комунално предпријатие, и тој отпад да биде однесен од вашиот дом, за да не завршува во околината на Прилеп. Понатаму си има лиценца предпријатието и си го третира отпадот онака како што заслужува тој отпад да биде третира. Дадовме насока и до комуналните инспектори, до комуналниот редар кој што го имаме во рамки на администрацијата на локалната самоуправа. Да, прво би апелирале до граѓанството да ги почитува комуналниот ред и да го одлага отпадот онака како што е предвидено, а понатаму оние кои што навистина се непослушни граѓани би биле санкционирани од овие служби кои што ги има локалната самоуправа, затоа што отстранувањето на дивите депонии чини многу повеќе отколку одлагање на отпадот онаму каде што треба. Ви кажав дека сето тоа може граѓанинот да го искористи бесплатно и во рамките на она што е задолжување, односно плаќање на таа комунална сметка која што ја имаме. Минатиот период беа засадени негде околу 150 зелени дрвца на повеќе локации во градот. Могилата на непобедените, исто така и во кругот на капелата на старите градски гробишта. А бидејќи прашањето беше дали ги заменуваме, да, тековно ги заменуваме сите оние места и сите оние празни места кои што биле оштетени од, да речеме, граѓаните. Тековно вршиме замена на дрворедите. А нови? Нови нормално дека засадуваме. Како мислите, за да ви одговор нови, каде мислите?
Тековно засадуваме. На улица улицава Марксова во река Кутунски комбинат искршени се 20 години, едно нема ново насадено. Пака сега, има некои места каде што се празни и ако гледате зошто се тие останати празни како места. Граѓаните ги користат тие, ајде се малку јас отворен ќе видам, и како паркинг можеби, и ние многу имаме засадено дрвца, меѓутоа овој прес го беше повикан, еве и за да се подигни свеста на граѓаните. Колку млади дрвца засадени ги имаат уништено граѓаните. Можете да видите во потегот на улица Васко Карангелевски, исто спомнавте на улица Прилепски бранители, ние го работиме тековно нештото. Значи вака казнените одредби, ако зборуваме за законот за управување со отпад и другите закони, генерално за физички лица се движат од 500 до 1000 евра, а додека за фирмите казните се многу повисоки зависно од обемот на фирмата, дали е микро, дали е мал, дали е голем правен субјект, и се движат од 9000 евра па до 15000 евра за правните субјекти, зависно од видот на прекршокот кој е направен. Имаме ли досега ние казни оваа година? Ова година имам изречено казна кон правен субјект, не е платена, проследена е прекршочна пријава до Основен суд во Прилеп. Јас не сум повикана од Основниот суд, а може би е постапувано, не можам да тврдам. До граѓани? До граѓани? За физичко лице немам изречено казна во текот на оваа година, затоа што треба да го фатите во нај момент кога го одлага отпадот, кога го прави прекршокот, да го легитимирате и да изречите казна.